civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Го насловивме овој настан со отворено за сите прашања, може би е прв, но не е последен, наскоро ќе се појавиме со уште информации, уште пораки за она што го работиме како организација, под истиот наслов отворено за сите прашања, особено затоа што сметаме дека како организација сметаме дека е време невладините организации да направат уште еден исчекор, да станат уште потранспарентни, иако се меѓу најтранспарентните институции во земјата, и да бидат во што е можно по-близок контакт со јавноста, со медиумите, со граѓанките и граѓаните кои се нивни конституенти. На денешниот прес би сакал да зборувам најнапред за долгорочниот изборен мониторинг на Цивил. Долгорочниот изборен мониторинг се интензивира. Постојната екипа на наблюдувачи кои ги наблюдуваат состојбите, процесите и настаните во земјата веќе започнаа и со мониторинг на политичкото финансирање, ги следат активностите и дејствувањето на политичките партии, меѓутоа исто така и на неколку релевантни институции, граѓански организации, и во тој домен се обидуваат да ги откријат сите можни нерегуларности, особено во доменот на злоупотребата на јавните ресурси, корупцијата, насилството, црните кампањи, злоупотребата на децата и се разбира ќе следат состојбата со избирачкиот список, особено од моментот кога ќе биде отворен избирачкиот список за проверка, а тоа ќе се случи откако ќе се распишат изборите, локалните избори, според најавите на крајот на јули, односно почетокот на август. Во таа смисла, сакам во името на Цивил да соопштам две пораки, а тоа се дека Цивил ги повикува сите граѓанки и граѓани да пријавуваат случаи на нерегуларности, злоупотреби, политичка корупција и притисоци. За такво нешто имаат можност и во директна комуникација и во онлайн комуникација со Цивил да пријавуваат случаи во овој домен. Исто така, можеби и поважно е да соопштиме дека Цивил ги повикува сите политички партии и независните кандидатки и кандидати да бидат транспарентни и да се придржуваат до изборниот законник и добрите изборни практики. Оваа порака ќе ја слушнете уште многу пати токму од Цивил, а се разбира ќе биде придружена со извештаи за тоа како се одвива изборниот процес во земјата. Краткорочен изборен мониторинг подразбира мониторинг на самото гласање, меѓутоа во нашиот случај и на изборниот молк, односно денот пред изборниот ден, пред денот на гласањето, кога е предизборниот молк. Тоа е период кога нашите наблюдувачи се суперактивни, им се придружува огромна екипа од краткорочни наблюдувачи и се разбира го наблюдуваме сите заедно и денот потоа се до прогласување на победниците во изборната трка, да го наблюдуваме се разбира и процесот на транзиција на моќта во таа смисла во изборниот процес, односно го сметаме изборниот процес за завршен само тогаш кога сите активности околу изборниот процес се завршени, заокружени и веќе нема дилеми околу тоа кој е победник, како се спровел изборниот процес, сите жалбени постапки и така натаму. Краткорочниот изборен мониторинг подразбира мониторинг на предизборниот молк и на денот на гласањето пред се. Сите наблюдувачи на Цивил треба да се знае ова го соопштивме и во две претходни прилики, меѓутоа добро е да се запомни, особено за оние кои се заинтересирани да бидат наблюдувачи на Цивил, но исто така и за институциите чиј бедж ќе го носи институцијата, чиј бедж ќе го носи секој наблюдувач на Цивил, а тоа е Државната изборна комисија. Сите наблюдувачи на Цивил се мобилни
и покриваат во просек по 10 избирачки места, што во крајната пресметка ќе излезе дека мониторингот на Цивил ќе покрие 45 или нешто повеќе од 45% од избирачките места во целата земја. Се наблюдува во 17 категории на нерегуларности, плюс категоријата друго, значи може да има специфични наоди во текот на денот на гласањето и тоа ќе биде возможно да се израпортира. Рокот за аплицирање би сакал да соопштам дека врз основа на анализата на пристигнатите апликации, иако се во голем број, сепак Цивил одлучи да го продолжи рокот за аплицирање за изборни наблюдувачи до 10 јули на полноќ. Значи, да повторам, рокот за аплицирање Цивил го продолжува до 10 јули на полноќ, до кога заинтересираните да бидат изборни наблюдувачи на Цивил ќе можат да аплицираат на онлайн апликацијата која може да се најде на медиумската платформа на Цивил, а се разбира и на социјалните мрежи. Во оваа фаза на повикот ќе им се даде предност на оние кои не живеат во Скопје и тоа е важно да го соопштиме. Вака изгледа формуларот за пополнување, онлайн пополнување за граѓанките и граѓаните. Дали го гледате на екраните? Имате ли можност да го... Добро, во тој случај, еве вака се гледа барем овде, може да се види дека тоа се 17 категории на нерегуларности кои во изминатите години Цивил ги установил и на кои секој граѓанин или граѓанка кои ќе забележат една од овие 17 нерегуларности можат да го направат тоа онлайн со неколку едноставни кликови на телефонот, а се разбира може да го направат тоа и во телефонски разговор или пак на друг начин. Во секој случај, доколку има и нешто што не спаѓа овде, можат да го објават тие во посебни полиња. Ова е формуларот кој секако дека е битно да се знае и за новинарките и новинарите и за наблюдувачите на Цивил. Slobodniizbori.info е овој се наоѓа овој формулар на тој сајт slobodniizbori.info. На самиот сајт можете да најдете и низа други информации и ресурси на упатства како се наблюдува, што е важно. Изборниот законник ќе биде најновата верзија од изборниот законник, кодексот за наблюдување и така натаму и така натаму. Ние во оваа фаза се разбира ќе подготвиме и низа обуки, семинари за обука на наблюдувачите. Меѓутоа исто така е само еден дел од обемниот, комплексниот мониторинг на Цивил. Во рамките на проектот Европски перспективи, следно ниво, Цивил спроведува мониторинг на дезинформациите, говорот на омразата и хибридните закани воопшто. Посебен тим за мониторинг е формиран за мониторинг на дезинформациите, говорот на омразата и хибридните закани. Медиумската платформа пак на Цивил ги објавува сите извештаи за посебните случаи, но објавува и периодични извештаи за состојбата и анализи на состојбата во оваа област. Сите содржини во овој домен што се објавуваат на медиумската платформа на Цивил се достапни за преобјавување, за преземање, за користење на сите што се заинтересирани во оваа област, за истражувачи, студенти и така натаму, се разбира за медиумите, со мала молба да се придржуваат кон принципите на Creative Commons,
што значи преземање, меѓутоа и атрибуирање и ставање на линк до изворот. Во овој дел би сакале да соопштиме дека Цивил ги повикува сите граѓанки и граѓани да пријавуваат случаи на лажни вести, дезинформации, говор на омраза и други случаи на онлайн формуларот Граѓанска пријава. Можете да го следите линкот на овој банер на нашата медиумска платформа. Кога ќе го видите ова, можете да кликнете, ќе ви се отвори формуларот Граѓанска пријава, каде што можете да објавите, односно да известувате за низа случаи кои се во оваа област. Се разбира како и во мониторингот на изборите, така и во мониторингот на хибридните закани. Цивил ја гарантира анонимноста на сите што пријавуваат. Ние сме познати по тоа што знаеме како да го заштитиме, да го сочуваме и да го заштитиме нашиот извор, и тоа ќе продолжи да биде пракса и во иднина. Што се однесува до проектот Европски перспективи и следно ниво, ова е еден од најдинамичните проекти на Цивил кои се спроведува оваа година во 7 компоненти со 36 сетови на различни активности, со 19 јавни настани, од кои еден дел и се одржани до сега, со 13 брифинзи, 4-дневна конференција на крајот во декември, повеќе од 10 онлайн работнителници на различни теми за обука и за подобрување на вештините на заинтересираните, 6 семинари за изборни наблюдувачи, 10 до 12 пресконференции само за време на изборни на денот на гласањето, односно на денот на гласањето во првиот и во вториот круг, и се разбира и ако има прегласување. И понатаму 35 инфоштандови низ целата земја, повеќе од 20.000 содржини објавени на македонски, албански и англиски јазик на целата медиумска платформа на Цивил, повеќе од 10 работни средби со носители на одлуки на локално, но и на национално ниво. Еден дел од нив се веќе одржани. Можете да прочитате повеќе на Цивил Медија МК и на другите веб платформи. 40 теренски посети, репортажи, извештаи од теренот, учество на повеќе од 1500, односно мониторинг на повеќе од 1500 избирачки места на изборите, како и учество на повеќе од 100 авторки и автори во медиумската платформа, во делот на креирање на јавното мислење, изнесување на ставовите и мислењата и анализите. Повеќе од 100 различни луѓе ќе поминат низ медиумската платформа во овој период на спроведување на проектот, кој трае 275 денови, односно од 1 април до 31 декември оваа година. Бидејќи се ближи времето за следниот настан на Цивил, јас само ќе споменам дека во рамките на овој проект имаме уште 3 сериозни пораки до јавноста и до различни ентитети во земјата. Цивил ги повикува сите релевантни институции да покажат повеќе решителност во справувањето со хибридните закани и обидите за дестабилизација преку ширење етничка и верска омраза во јавната комуникација. Цивил ги повикува сите политички партии да ги надминат теснопартиските интереси и да им се приклучат на клучните процеси за интеграција и прогрес на општеството и на државата. Понатаму ги повикуваме сите граѓански организации и медиумите да им дадат предност на европските вредности и прогресот и да ги отфрлат и осудат дезинформациите, говорот на омразата и национализмот. Се извинувам. Во рамките на својата програма Цивил има уште 2 проекти за кои накратко ќе известам овде. Едното е Зелено општество за сите, тоа го спроведуваме во
партнерство со Фондацијата Хајнрих Бел од Германија, канцеларија во Сараево, регионална канцеларија во Сараево. Овој проект е своевидно продолжување на идеите за застапување и промоција на зелените вредности, антинационализмот и социјалната правда. Оваа година и во контекст на креирање на локалните политики во пресред на локалните избори, кои ќе се одржат во октомври оваа година, како што е до сега предвидено и договарано. Една од основните пораки во овој проект во контекст на локалните избори е да се ослободат локалните избори и воопшто локалните политики од националистичките наративи кои ги подценуваат локалните прашања преку наметнување високи национални прашања кои не се ништо друго освен политичко профитерство. Цивил оваа година исто така објавува дека ќе ги интензивира активностите со кои ќе помогне во формирањето на движењето на зелените и со тоа ќе ја заокружи својата 22 годишна заложба за зелените вредности, која е статутарна и програмска заложба на организацијата уште од 1999 година. И според сите мои колешки и колеги, може би најведрата, најпозитивната страна на она што го работи Цивил во секојдневието наше, а тоа е проектот Направи разлика, почитувајќи различностите. Овој проект го започнавме во април, до сега работевме многу, може да се види и од секцијата на мултикултура во Цивил Медија МК или соодветната на dreit.mk на албански јазик. Тоа е проект кој го спроведуваме со поддршка на Министерството за надворешни работи на Луксембург и е на некој начин продолжение на минатогодишната иницијатива Обединети во различноста. Денеска, на 29 јули, ги промовираме видео изјавите на Кристина Арнаудова, музичарка, активистка и хуманитарка, а веднаш по неа и на Перо Арсовски, актер, еден од доајените на македонското глумиште и активист за човекови права. И со тоа ќе завршиме нашата денешна пресконференција. Би сакал да го замолам мојот колега Аријан да ги емитува двете видеа и со тоа да ја завршиме оваа пресконференција. Меѓутоа останете со Цивил, за тоа што веднаш потоа почнува уште една извонредно интересна панел дискусија, да ги отвориме малце картите околу невладините организации, дали се фолиранти или се прогресивци. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.